Среќен и радосен епилог имаше медицинскиот третман на жена од Кочани која стана мајка на 52 годишна возраст. Таа се породила во специјалната болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза во Скопје, без поголеми последици по сопственото и здравјето на бебето. Среќната мајка, за која ова е прво породување, на свет донела живо и здраво женско дете. Целата процедура од инвитро оплодување до породувањето ја извршил докторот Зоран Илиевски и целиот тим на болницата. Според информациите од лекарскиот тим, и мајката и бебето се во добра здравствена состојба. Слично породување во специјалната болница Мајка Тереза имало и пред 6 дена. Тогаш се породила 50 годишна жена која 27 години водела битка со стерилитетот. Уредувањето на зелените површини во паркот во Кочани, во кој испаѓаат и постојните дрвја, е една од позициите во реализирањето на реконструкцијата на овој дел од централното градско подречје на Кочани. Општината во соработка со стручни служби од Национални шуми ОСОГО во Кочани во наредниот период ќе ги обликува крошните на дрвјата на просторот што ќе биде опфатен со проектот. Во поглед на дрвните видови, значи има различен тип на видови за кои што е потребен различен третман. Но пред се мораме да напоменеме дека ниеден дрвен вид нема да биде уништен, ниту пак да биде пресечен. Може да има само дислокација на одредени видови на кои што не има местото овде. За постарите дрвни видови, кои што се, да речеме, некој обележи или символ на градот, вака стручна констатација моја е да има некое топилјарно обликување во смисла на подкастрување на гранки кои што сметат, кои што допираат до почвата, а сите оние други суви гранки кои што веќе самото стебло ги има веќе доживеано, ќе бидеме приморани да ги искастреме, односно да ги отстранеме, да ги одсечеме. Согласно заложбите кои што ги прави општина Кочани, сметам дека ова ќе биде едно култно место за повеќе генерации со кои што би можеле да се даде еден нов лик и нов шмек на градот. Уредувањето на крошните на дрвјата пред Центарот за култура Бели Мугри ќе се реализира во соработка со комуналните служби од Водовод. Поради низата градежни и комунални зафати во паркот во Кочани, им се препорачува на граѓаните да бидат внимателни при движењето. Општина Кочани започнува подготвителни активности за изработка на техничка документација за изградба на нов сообраќаен мост на Кочанска река. Мостот ќе биде лоциран неколку стотини метри низводно од постојниот железнички мост. Треба да го олесни моторниот и пешачкиот сообраќај во јужниот дел на градот. Се работи за инфраструктурен проект што како потреба се најавуваше во изминатите неколку децении, но досега немаше никакви активности за почеток на неговата реализација. Од локалната самоуправа на Кочани најавија дека со оглед на краткиот период до истекот на овој мандат на актуелното раководство, проектот ќе треба да го реализира новоизбраната раководна структура на општината. Општината сега влегува и во изградба во проектирање на нов мост на Кочанска река во делот на поврзување на спортскиот центар во близина на улицата Вера Которка како основен проект кој сака да го остави на идното раководство во делот на изведба. Новиот сообраќаен мост на Кочанска река, за кој ќе се изготвува техничкиот проект, треба да ги поврзува улиците Вера Которка и Лазар Андонов. Изградбата на овој инфраструктурен проект е повеќе од неопходна, со оглед што најблиската сообраќајна врска меѓу двата брега на Кочанска река е двојниот мост на булеварот Тодосија Паунов. Иако тој е на физичка далеченост од околу 400 метри од локацијата на новопланираниот, сепак неговото користење е непрактично поради големата сообраќајна фреквенција и потребата да се прави поголемо кружење по неколку улици. Со изработката на техничкиот проект за новиот мост ќе се добие и приближната вредност на неговото чинење, за што финансиската конструкција ќе треба да ја прави идното општинско раководство што ќе се добие по локалните избори. Градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев е со највисок рейтинг меѓу македонските градоначалници, покажала квалитативната студија што ја спроведе Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт ИРИ.
Илиев е во малобројната група заедно со градоначалникот на Кавадарци и Боговиње, во која тие добиле максимално позитивни оценки од страна на граѓаните. Во анкетата што била спроведена на терен, цитиран е и ставот на 40-годишна жителка на Кочани, која истакнала дека градоначалникот има отворен пристап за секој што сака да поразговара со него. Гостопримлив е, ги прифаќа размислувањата на соговорникот и добро слуша и објаснува. Дополнително таа истакнала дека Илиев не избира со кого ќе разговара без разлика дали е ден за прием на странки, односно дека е достапен во секое време. Во однос на аспектот на однесување, учесниците во анкетата изразиле задоволство што нивните градоначалници се одговорни, пријателски, приемчиви, отворени за предлози, транспарентни и учтиви. За Илиев и неговите двајца колеги, граѓаните истакнале дека се добри луѓе, имаат пријателски пристап и размислуваат како можат да им помогнат, ним и на општината. Дополнително, во анкетата граѓаните оцениле дека има видливо решавање на проблемите во општината, односно неговата работа тие ја оценуваат како многу подобра од онаа на неговите претходници, поради што му е дадена и оценка личност од акција. Квалитативното истражување е спроведено во име на Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт ИРИ од страна на Агенцијата за истражување на пазарот БРИМА. Истражувањето се заснова на онлайн дискусија во фокус групи што се одржале во 18 општини во периодот од 3 март до 9 април годинава. Дискусиите во фокус групите биле спроведени со полнолетни неопределени гласачи од различни сегменти на населението. При тоа е истакнато дека резултатите не ги представуваат мислењата на сите неопределени гласачи. При редовната дневна проверка и рутинско чистење на каналите за наводнување, работници во водостопанската подружница Брегалница од Кочани предплането пронашле машки труп во десниот магистрален канал. Телото било забележано на металната решетка во каналот што се наоѓа во кругот на територијалната противпожарна единица во Кочани. При тоа констатирано е дека станува збор за маж на околу 65 годишна возраст. За настанот веднаш била известена полициската станица во Кочани, пошто екипа од одделението за внатрешни работи и јавен обвинител направиле увид на теренот. За сега се уште не е познат идентитетот на лицето и дали се работи за несреќен случај. Четврток и петок на 29 и 30 јули во раните утрински часови на подрачјето на Кочани, екипа од Центарот за јавно здравје ќе го спроведе четвртото превентивно терестичко, односно прскање од земја за заштита од комарците. В четврток пак, во периодот од 5 до 8 часот наутро, екипа на Друштвото за авиоуслуги Бониер ќе ја спроведе втората фаза од авиотретирањето против комарци. Со превентивната дезинсекција ќе бидат опфатени површини во градското подрачје на Кочани, како и во низинските села што припаѓаат на територијата на општината. За третманите против комарци ќе се користат широкоспектарни инсектициди за третирање, што се одобрени од Бирото за лекови. Граѓаните кои одгледуваат пчели треба да ги преземат потребните заштитни мерки за време и после третирањето на подрачјето. Во случај на ветар, дожд или други неповолни временски услови, дезинсекцијата и од земја и од воздух ќе се одложи за следниот поволен период.